Нелојалната конкуренција дополнителен проблем за лицензираните такси компании од Тетово. Веќе забележуваат намалување на прометот по поскапувањето на цените на горивата, што полесно би го надминале доколку во градот нема толкав голем број диви таксисти, вели председателот на Сдруженијето на тетовски такси превозници Зоре Томовски. Бараат општината да преземе мерки, во спротивно ќе бидат принудени да стават клуч на врата. Драстично се ударот е голем. На пред 3 дена состанок кој што беше во Штип одржан на Асоциацијата на таксисти на цела Македонија, можем да ви кажем дека негде околу 20-25 компании овој удар добро го осетиле и клучот го ставиле на врата. Така да веројатно и нас не чека на некој начин доколку нешто не се преземе на време. А преземањето секој во својата локална самоуправа да преземе само чисто од страна на градоначалникот да биде успешно инспекторите да излеза на работа, за да може да барем едно 30-40% да ga намалја дивото работење. Затоа што можем да кажем слободно у Тетово, најдрастично е у Тетово од цела Македонија. У Тетово 10 години не е преземено ништо. Благодарение вчера, јас сум изненаден од овој градоначалник новиот, затоа што не прими љубезно. Проблемите ги кажавме кои што ги имамо највише у Тетово, а највише е дивото работење. Можем да ви кажем у Тетово дека негде околу 400 возила има диво што работа, а со лиценца можем да ви кажем дали има 40 или нема. Демек драстично. Од општина Тетово пак даваат рок на лицата кои вршат јавен превоз без лиценци со апелистите да ги набават и да почнат да работат согласно законот, пошто ќе казнуваат. Како знак на добра волја ќе им се остави простор на нелиценцираните такси компании да ги набават лиценците и нема да се казнува. Но веќе од следните месеци општинските служби во соработка со полицијата ќе започнат акција за соодветно санкционирање на сите превозници кои нема да работат согласно прописите и законот. По средбата со тетовскиот градоначалник на таксистите им било ветено и покачување на цените на услугите, односно 20 денари старт и 70 денари на километар, што треба да биде усвоено од страна на Советот.